Човек сака да слуша добри вести, но за жал се повеќе слушаме лоши вести. И тоа посебно се однесува на телевизиските дневници. Може би сте ја чуле она шега кога жената го прашува сопругот кој дневник ќе го гледат. Рекла, ќе го гледаме ли дневникот од 19 часот и ќе имаме стомачни тегуби, или пак ќе го гледаме дневникот од 23 часот и ќе имаме несоница. Тоа е реалноста. Кога гледаме вести на телевизија, обично после тоа имаме непријатни чувства. Зашто нештата што ги слушаме се однесуваат на војни, тероризам, кризи, економски, социјални, политички и секакви. И затоа човек сака повеќе од се да слушне добри вести. И настанот кој го одбележуваме оваа вечер, Христовото раѓање, беше најавен како добра вест. А текстот би сакал да посветиме малку внимание, да поразмислуваме на еден текст кој го запишал евангелистот Лука во неговото Евангелие, во 2 глава, 9-тиот, 8-тиот, 11-тиот стих, и таму во тој текст има еден краток расказ за раѓањето на Господ Исус Христос, тоест најавата на неговото раѓање кое беше објавено на пастири. И пише овака: во тој крај имаше пастири кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли и се оплашија многу. Ангелот им рече: не плашете се, еве ви носам добра вест која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Зошто велиме дека оваа вест е радосна вест? Јас би сакал, така беше најавена од ангелите, тие рекоа: еве ви носиме добра вест, радосна вест. Сакал да ја тестираме, да видиме дали навистина веста е радосна, дали оваа вест може да се однесува и за нас. Прво нешто за една вест која слушаме, да биде за нас лично добра вест. Таа треба да биде важна вест. Има многу вести. Некои се добри, но не сите се важни за нас. Раѓањето на Христос е најдобрата вест, зашто е најважната вест за секој. Синоќа, мислев за оваа прилика да користам друг пример, ама синоќа се случија некои работи кои така не растревожија и всушност синоќа разбрав така многу јасно што е добра вест, што е лоша вест. Една добра вест, за да биде навистина добра вест или најдобра вест, тоа треба да е важна вест. Синоќа се вративме од една предновогодишна и Божик и предбожикна прослава и се раскомотивме и ни се јави Ани, поголемата ќерка, беше растревожена и очекувавме да слушнеме лоша вест. Ни кажа дека Лидија, и се јавиле пријателките на Лидија, ја нашле во безсознание и ја однеле со амбулантна кола во болница и дека е во безсознание и лекарите не знаат што се случува. На брзина се спремавме, тргнавме, потоа пак се слушнавме во пат, се уште беше во безсознание. И што мислите, каква вест сакавме да слушнеме? Која за нас ке беше добрата вест? Можеш некој да не се јави по телефон и да ни каже: слушаше ли вести? Рекоа дека Македонија веднаш ќе ја примат во ЕУ и НАТО и ќе ја дадат 100 милиони евра безповратна помош. Тоа е многу добра вест. Меѓутоа, во тој момент немаше ништо да ни значи. Она што сакавме да го чуеме е дека Лидија е здрава и жива. И фала му на Господ, ја чувме таа вест. Најважните вести се поврзани со избавување, со спасение.
ангелот им рече на овчарите: денеска ви се роди во градот Спасител, градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. И трите збора, и Господ, и Христос, и Спасител, говорат за едно нешто. Божествена интервенција за спасение. Ни се роди Спасител. Каков Спасител? Бог стана човек. Бог се роди во бебе, за да се доближи до нас, да се доближи до човекот во неволи, да се доближи до човекот во темнината, да се доближи до човекот во маката, да се доближи до човекот во безнадежноста и очајот. Бог стана еден од нас, за да ни помогне во темнината, да ни помогне во безизлезот. Бог стана еден од нас да ни помогне во гревот. Младите направи една драма за гревот. И гревот е коренот на секој проблем. Која е причината? Кој е коренот на сите кризи со кои се соочуваме? Какви и да се обштествени, лични? Проблемот е во гордоста, во суетата, во егото, во омразата, во зависта, во алчноста, во непростителноста, во пороците. Тоа е проблемот на човекот. Бог дојде да го реши проблемот со гревот. Бог дојде на човекот во безсмислието, во безнадежноста да даде поинаква представа, поинаква насока во животот. Ние живееме во безсмислие. Над нас тежне безсмислието како меч виси. Зашто знаеме дека на крајот какви постигања да имаме. До кај да стигнеме во образовен, финансиски, социјален поглед. На крајот завршуваме во ништото, во смртта. Може да имаме научни титули, може да имаме богати сметки во банка, може да се искачиме високо во општествената хиерархија. Но на крајот и богатиот, и бедниот, и царот, и слугата, и образованиот, и неукиот завршуваат на ист начин. На крајот и човекот, и животното завршува на ист начин. Во правта, во пепелта. Гревот е причината за тоа. Бог стана човек да донесе вечност за човекот. Бог стана човек за да не постави на поинаква патека. Не патека која води кон безсмислието, безнадежноста и смртта, но патека која води кон вечноста и Божото царство. Бог стана човек во раѓањето на Исус Христос за да даде вечно значење на нештата што ги правиме. Нашиот труд над кој што се трудиме да не биде безсмислен, но да има вечна вредност. Знам дека она на што се трудам, дека мојата праведност, мојата посветеност, мојата светост не е безсмислена, нема да замине во ништото и непостоењето, туку има вечна вредност во вечното Божјо царство. Затоа дојде Господ Исус Христос, затоа се роди, затоа Бог е меѓу нас, за да го смени целосно нашиот живот. Може некој да каже, ама добро, убава вест, Божик може да ни донесе пријатни мигови околу празниците. Кога ќе помине се, ќе забораваме и ќе се вратиме во реалноста. Ние сме скептични по природа. Се велиме, вистина ли е тоа? Една вест, да биде добра вест, таа треба да е вистинска вест, релевантна вест. Ако Божик, ако раѓањето на Христос е само една бајка или мит, подобро да си отидеме. Се говори, во последно време се користи една фраза фабрика за афери. Дали овој запис е фабрикуван, дали е измислен? Не знам за многуте нешто што ги слушаме на телевизија, дали се вистина или лага. Тешко кој може да даде вистински одговор. Меѓутоа можам да ви кажам дека оваа вест е вистинска вест. Таа е потврдена како вистина. Самиот запис на лекарот Лука, авторот на ова Евангелие, ги следи сите принципи на историчност.
Тој не говори за некое раѓање, некаде, во некое време, во некое царство. Во целото Евангелие тој користи историски личности во времето на Цезарот Август, кога историски е евидентиран попис во Римската империја. Од историски личности во географско место се роди Спасителот. Нема да најдете нито еден момент на мит или бајка во тој расказ. Авторот Лука пишува како истражувач. На самиот почеток на Евангелието тој вели: сето она што го истражував од почетокот, за тоа ви пишувам. Во ова Евангелие има многу лични моменти. Понатаму во 18 стих пишува Марија дека сите зборови што ги чула, ги сложила во своето срце. Од кај знае авторот дека Марија ги сложила зборовите во незиното срце? Зашто Лука бил истражувач. Лука ја прашал и Марија, мајката на Исус. Како се случило? Истражувач. И не само тоа. Ако ова е обид да се фабрикува мит или бајка да се представи како реалност, тогаш авторот ќе користеше многу поавторитетни ликови од овие што ги имаме овдека. Кои се ликовите во расказот? Имаме еден сиромашен, непознат дрводелец Јосиф и една селанка Марија. Имаме едно бебе кое е родено во штала. Имаме овчари кои први слушнаа за веста за спасението. Овчарите во тоа време се најниската социјална категорија. Толку биле презрени во општеството, што воопшто дури и за нивниот немале право да сведочат во суд. Ангелот им се објавува на овчари дека Исус се родил, кои не можеле да сведочат дури. Им било забрането тоа право. Биле неписмени, биле невоспитани, мирисале, смрдале, живееле надвор од општеството. На јавните места било забрането да се појавуваат овчарите. Ако Лука сакаше да напише бајка која ќе ја представи лажно како вистина и ќе го привлече интересот на луѓето, во тој расказ ќе вклучеше цар, цариса, царски дворец, ќе вклучеше познати теолози кои го потврдуваат настанот. Лука не го пишува она што го слушнал. Лука го пишува она што очевидци го виделе и го раскажувале. И на крајот на краиштата, овој настан е пророкуван 700-800 години пред да се случи. Во Стариот Завет имаме повеќе од 3000 пророштва за раѓањето, животот, смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Сите тие пророштва се исполнети до едно. 800-700 години пред да се роди Христос. Пророкуване градот каде ќе се роди. Од девица дека ќе се роди. Кој ќе претходи на неговото раѓање, од кое колено ќе се роди и многу други нешта. Статистичката веројатност ова по случаен пат да се исполни е толку е мала што се изразува во бројки кои ние не можеме дури да се ги представиме. И на крајот, за една вест да биде добра вест, таа треба да важи за секого. Ова е вест која важи за секого, валидна е за секого. Вели ангелот на овчарите: еве ви носам добра вест која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител. Некој ќе си каже: добро, тоа е кажано за луѓе пред 2000 години. Важи ли уште за мене? Актуелна ли е веста за мене? На едно друго место апостол Павле вели: денес е денот на спасението. Ова е вест од екзистенцијално значење за секој човек од сите времења, за сите луѓе. Проблемот на човекот е ист и пред 2000 години и денес. Во суштина ние се соочуваме со истите конфликти во нас и околу нас. Ова е релевантна вест за секого, за секој човек. Тоа денес има постојано значење за секој еден од нас. Меѓутоа, до кога можеме да одлагаме или до кога можеме да се надеваме на спасение, на помош од нашиот Бог? До кога важи таа вест?
една група војници биле обучувани да скокаат со падобран од авион. И инструкторот им објаснувал како да скокнат, каква позиција да заземат додека паѓаат, како да повлечат за да се отвори падобранот, кој, ако не се отвори основниот падобран, како да го пуштат резервниот. И кога завршил инструкторот, еден од војниците прашал: во ред, ако не се отвори основниот, главниот падобран, колку време имам на располагање за да го пуштам другиот, оној резервниот? Инструкторот рекол: па до крајот на животот. Кога се каже до крајот на животот, тоа е долг период. Меѓутоа за човек кој лета во воздух и паѓа, крајот на животот значи допирањето на земјата. Ние сме поставени во пат кој завршува со допирот на смртта. Тоа е крајот на нашиот живот. Меѓутоа, никој не знае која ќе падне, која ќе се соочи. Никој не знае. Ние синоќа певме на работ на смртта. Никој не знае. Затоа, кога му вели инструкторот на војникот до крајот на животот, сака да му каже: не одлагај. Не одлагај. Никој не знае кога ќе дојде. До кога важи поканата: денес ви се роди Спасител, поверувајте и тој ќе биде спасител во вашиот живот. Спасител во темнината, спасител во очиот, спасител во безнадежноста, спасител во немоќта, спасител во слабоста. До крајот на животот. Мојата желба е, мојата лична молитва е, Спасителот Исус Христос, чишто раѓање го славиме ова вечер, да биде спасител за секого. Голема е разликата да се живее животот без Бог, во безнадежност, во темнина, во безсмислие, или да се живее животот со Бог, кој полн со радост, исполнетост, надеж, со светлина. Разликата меѓу животот со Исус Христос и животот без Исус Христос е како разликата меѓу светлината и темнината. Господ да ве благослови. Тој да се роди во вашите срца, тој да биде вашиот спасител.